Почитувана господја Дамева, почитувани колеги пратеници, јас на кратко само ќе се осврнам на дел од излагањето за извештајот, особено делот каде што беше споменато од вас дека ќе се залагате или се залагате за имплементација на препораките дадени од оценската мисија, која што беше тука упатена од страна на Европската комисија. Но мислам дека клучното што недостига во извештајот е зошто беше дојдена оценската мисија во Судскиот совет. Не можеме ние да разговараме за лекарствата, во наводници кажано, кои што се потребни за Судскиот совет, а да ја избегнеме диагнозата или причинителите на таа состојба во која што се наоѓа Судскиот совет и која што беше мотив и потреба за доаѓање на една таква оценска мисија. Ако ми дозволите неколку работи да напоменам и да ги поврзам со состојбата во Судскиот совет и судството, ќе го земам примерот на сега веќе поранешниот врховен судија Наќе Георгиев. Да ве подсетам, 2020 година, записник број 332 од седница на Судскиот совет, каде што Судскиот совет едногласно го избира Наќе Георгиев за врховен судија. И да прочитам дел од квалификациите кои што се дадени за при време на изборот или пред изборот, што само покажува дека изборот бил направен надвор од Судскиот совет или бил направен претходно, а тоа било само една формалност. Лорета Георгиева има една квалификација за поранешниот судија Наќе Георгиев. Тој е прекрасна личност и професионалец. Инаку Лорета Георгиева е блиска другарка на господинот Зоран Заев, оној познатиот реформатор кој што отвараше судство како пупки, и незиниот сопруг е долгогодишен директор во Комуналец Струмица и не само тоа, туку и долгогодишен соработник за одредени, би рекол, изборни нерегуларности во изборните циклуси во Струмица. Потоа го имаме Ханиф Зендели, тогашен и се уште актуелен член на Судскиот совет, кој што пред изборот на Наќе Георгиев за член на Врховниот суд вика станува збор за кандидат со морални и професионални вредности. Од истиот записник, седница 332 од Судскиот совет. Не знам што денес размислува и како размислува членот на Судскиот совет Ханиф Зендели, но очигледно е дека многу погрешил за квалификациите дадени за Наќе Георгиев, дека е судија со морални и професионални вредности. И сега, за да биде тука и вие во дел од вашиот мандат, има еден случај, не ја знам точно вашата улога, но сепак тоа не ве иззема од одговорност. Стопанственикот Штип во текот на 2022 година го пријавува судијата Наќе Георгиев за нестручно, несовесно работење, барање подкуп и селективно вршење на изземање на судии за одредени фирми во општината Штип, кои што се однесуваат и на овој стопанственик кој што дава одредена представка против тогашниот, да речам, се уште активен судија Наќе Георгиев како поранешен председател на Штипска апелација. Представката е земена во предвид од страна на Судскиот совет. Почната е постапка, работи членот Ивица Николовски на представката, односно на условно кажано предметот, против судијата Наќе Георгиев, за да се утврди дали совесно или несовесно постапувал, дали имало барање на подкуп или селективно изземање на судии. И во декември 2022 година во неговата канцеларија на
овој се уште член на судскиот совет и тогашен известител за овој предмет, Ивица Николовски, упаѓа лично поранешниот судија Наќе Георгиев и му се заканува зошто водиш предмет за мене, зошто водиш постапка за мене во рамките на судскиот совет, што значи дека внатре во судскиот совет, кога имате дури и затворени седници на кои што вие според вашиот правилник треба дискретно на некој начин да ги разгледувате во една поголема доверба ваквите представки, некој целосно го информирал поранешниот судија Наќе Георгиев за тоа што се разговарало во судскиот совет, кој е подносител на представката, кој каков став има од членовите на судскиот совет, за тој да може да интервенира и да ја употреби или злоупотреби, би рекол, неговата позиција на моќ и блискоста со претходниот премиер или претходната власт и да може на некој начин да го заташка случајот кој што се однесува на него и како што видовме тогаш не се превзедоа некои мерки против судијата Наќе Георгиев. Напротив, некои други судии мислам дека беа повикани на одговорност или беа предмет на одредена санкција, но не и самиот Наќе Георгиев како поранешен председател на Штипска апелација, кој што бил и главен организатор и главен во хиерархијата на давање одредени насоки на судиите, па дури и во чинот на изземање на одредени судии од одредени предмети, што било предмет на представката како една своеволна селективна произволност од негова страна. Истовремено тоа што сакам да го потенцирам за судскиот совет е дополнително што во него се уште членуваат вашиот колега Селим Адеми, вие најдобро ги знаете неговите демократски капацитети и неговите, би рекол, потенцијали за владење на правото. Исто така во судскиот совет се уште е член Тања Чачорова Илијаска, која што ме беше советничка на поранешниот премиер Заев, исто така блиска со таа група на поранешниот судија Наќе Георгиев. Затоа мојот заклучок е дека можеби во судскиот совет се уште има поединци кои што ја играат улогата на Дон Кихот и се обидуваат некој професионализам или некој интегритет да го промовираат во рамките на судскиот совет или можеби надвор кон јавноста, но во Републичкиот судски совет доминираат членовите кои што немаат кредибилитет ниту интегритет по однос на самите судии, кон кои што треба да бидат авторитет, а уште помалку по однос на јавноста во Република Македонија и затоа сметам дека е толку ниска довербата во правосудството и е целосно несоодветна вашата споредба, вашиот обид да се релативизира таа ниска доверба со примерот што го кажавте, ако имаме толку и толку парници, толку и толку рочишта или судски предмети во кои што имаме една задоволна и една незадоволна страна, тогаш може да извадиме некој просек дека бројот на задоволни страни, условно кажано, ќе го доведе по некоја проста математика процентот на доверба во судскиот совет или во правосудството на повисоко ниво, но за жал не е така и оваа недоверба гледаме дека е објективна, бидејќи истата ја забележуваме и кај граѓаните, и кај судиите, и кај дел од обвинителите, и кај странките, еве за жал и кај стопанствениците, кои што очигледно е дека забележале во голем дел дека судскиот совет од орган кој што би требало да наметне хиерархија, авторитет, построги правила и повисоки критериуми на игра во самото судство, самиот судски совет действува под тие правила и под тие минимални норми на однесување. Затоа според мене она што го кажа председателот на комисијата, јас се согласувам дека поднесувањето на оставки од страна на неколку или на сите членови на судскиот совет може да биде и предизвикување на еден, би рекол, еден морален чин кој што може да предизвика
од позитивна гледна точка аларм кон сите оние кои што во минатото сакале да го злоупотребат или го злоупотребиле судскиот совет, без разлика од која позиција го правеле тоа, дали од позиција на политичко влијание или од позиција на стопанско влијание, но сметам дека доколку некој се охрабри да даде оставка како член на судскиот совет, тоа може да биде корисно во процесот на идна реформа на судскиот совет. Доколку сите ние ги согледуваме само последиците и препораките дадени од оценската мисија, а не разговараме за причините, тогаш само ќе се вртиме во круг, бидејќи јас искрено не верувам дека овие членови кои што ги споменав тука, Тања Чачоровска-Илиевска, Лорета Георгиева, Селим Адеми и Ханиф Зендели, не верувам дека тие имаат капацитет, ниту лична или професионална или политичка волја да ги сменат работите на подобро во судскиот совет, а вие тоа го имате сами забележано по однос на нивното однесување и би рекол тие недолични седмици кои што јавност имаше можност да ги види како се прекршува самиот правилник и деловник на судскиот совет, па членови на судскиот совет, вклучително вие самата, мораат да одат на суд за да се ја докажуваат правдата за прекршување на правото во судскиот совет. И тоа е навистина најниското ниво што судскиот совет го има допрено во историјатот на своето постоење и пак ќе кажам, тоа ниту вас не ве иззема од одговорност и сметам дека можеби треба вие прва да дадете еден таков пример, а потоа да го следат и другите, поднесувајќи оставки да алармирате дека сте спремни за реформи во судскиот совет. Толку би имал за овој извештај и истиот го ценам како не доволен за да ги отслика состојбите, реалните состојби и причините за слабиот кредибилитет на судскиот совет. Благодарам.